Распродажбите се присутни на крајот на годината, но во јануари традиционално има далеко поголеми намалувања на цените за одредени производи или услуги. По поминувањето на новогодишните празници, делумните попусти на кои се радуваме за зимската облека и обувки се зголемуваат и достигнуваат до 70%. Јануари е најдобар месец да ги набавите овие стоки со можни пониски цени во текот на годината. Некој купува на попуст, а некој не. Купувам, ама не многу не верувам. Па купувам, како да не. Обично спортска опрема, патеки, тенерки, таква работа, чевли. Не. 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 Кај граѓаните постои сумнеш дали овие попусти се реални или не, а поголем број од нив одговараат дека овие попусти се нереални. Цените не се реални. Обично предходно се кренати многу високо, па после се намалват за нова година, кобајаги, еве, имаме некој попуст. Во секој случај не се реални. Тие ги набиват цените во летниот период, а во зима ги попушта фактички пак нивната реална цена. Што пак се тие во користа не во штета. Трговец не може никој да го зафрки трговецот. Тој стално прави некои финти да го изманипулира на народот за да купува. Не се реални, прво ги креваат цените, потоа попуст. Квалитетната роба нема попуст. Неквалитетната има кревани цени, после попуст, а тоа е неквалитет. Не е реална цената. Сепак, попустите реални или не, секогаш се примамливи. Па не оставаат рамнодушни да ги посетиме сите продавници на чии излози пишува за некаков попуст. А особено поради зголемената конкуренција, потрошувачите можат да добијат дополнителни поволности.